Добро утро и од мене. Јас и Елена, како што се пошегувавме и од како заврши незината емисија, неделова некако секојдневно ни се поклопија обврските и еве сме заедно со вас. Навистина се радуваме поради тоа, затоа што се ова што го правиме е секако за буквално вас, односно оние кои што одвојувате време да бидете со Сител телевизија. Го следите магазин во живо и денеска имаме уште една македонска гордост, би рекол, Тамара Груевска. Тоа е девојчето кој што не представуваше на детската Евровизија. Знаеме дека има фантастичен глас и овој пат се покажа и на интернационално ниво, односно се врати со освоено трето место на навистина познатиот Сан Ремо Јуниор фестивал со, верувајте, повеќе од 1000 пријавени учесници. И меѓу сите нив беше избрана во оние 25 кои што учествуваа на фестивалот и од сите тие 25 извонредни таленти, Тамара, нашата Тамара, го освои третото место и се врати со полни импресии од овој фестивал, така што денеска малку повеќе ќе ни ја долови атмосферата, сето она што се случувало во Италија, што научи од таму и пред се како се забавуваше и како си помина. Тамарче, добро утро и добро ми дојде. Добро утро, добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Како си, добра ли си? Супер, многу сум среќна дека сум гостин во вашата емисија. Така, ти си наша редовна гостинка, навистина ја следиме постојано целата твоја кариера и би рекол дека секоја година има по неколку настани, неколку награди кои што се навистина многу важни и значајни. Се одморили после Сан Ремо Јуниор, успеа ли вака да си ги собереш сите впечатоци од се тоа што го доживеа таму? Па секако се одморив после настапот, бидејќи тоа беше едно големо искуство. Настапот на Сан Ремо беше мојот сон, кој се оствари, многу сум среќна поради тоа. После детската Евровизија, мојата желба беше да ја представам Македонија на Сан Ремо Јуниор. Имаше голема конкуренција и многу сум среќна од високото место кој го освоив. Имаше многу талентирани изведувачи од различни земји, токму поради тоа сум среќна за тоа. Имаше над 1000 пријавени. Тоа е огромна бројка. Убаво чувството да се биде избрано во 25 финалисти кои ќе настапат во салата Аристон во Сан Ремо. Ето тоа за мене беше еден голем предизвик и едно ново доживување. И успешно се реализира и голема чест да се представува Македонија низ светот и да се чуе за нас македонците. Така, сигурно си поминавте приубаво, денеска си тука да ни раскажеш буквално за таму. Многу ме интересира. Знаеш ли дека ќе има повеќе од 1000 пријавени учесници? Да, имаше над 1000 пријавени и 25 деца се избира. Бевте избрани? Да, бевме избрани. Те фати или трема кога виде какава конкуренција има, дека тоа целиот свет? Па, ја чувствував само таа мала трема која носи одговорност пред настапот, секако тоа е сосема нормално. Секој изведувач има позитивна трема во себе пред да настапи. Имаше многу голема конкуренција, како што реков, затоа, но тоа искуство, за мене важно беше дружењето таму, искуството, не ми представуваше дали ќе освоам некоја поголемо место или... Важно беше самото твое учество таму. Да, важно беше учеството да представуваш Македонија. Нели самото тоа што ти беше дел од оние 25 избрани од 1000 и нешто пријавени е успех сам по себе. Како се спремаше за Сан Ремо Јуниор и како беше пријавувањето? Може ли тоа да ни го објасниш, па може би еве на некој, ако и него му е исто сон, следно, да може да не слушне и да научи нешто? Подготвувањето започна самото пријавување со изборот на песна со која аплицира на Сан Ремо Јуниор. Се испраќа песна со која ќе настапиш на финалето. Аха, истата песна треба да ја пееш? Да, истата песна. Потоа тие те избираат неколку дена после и настапив со песната Rise Like a Phoenix, која е евровизиска песна, преубава песна која многу убаво звучи со камерен оркестар. Навистина и минатите години некои изведувачи на Сан Ремо ја пеа таа песна со камерен оркестар и токму поради тоа ја одбрав. Значи се беше во живо на самиот настап? Да, се беше во живо беше. Вау. И благодарна сум, се подготвував со мојата професорка по пеење Андријана Јанеска неколку месеци и сум многу благодарна на неа.
Одлично е, па ајде тогаш да го видиме твојот настап, како звучеше на Санремо со оваа песна, уште еднаш да напоменеме дека ако немаме добро, ќе го имаме ли малце подоцна, само ако може да ме известите. Океј, ваши. Го очекуваме видеото малку подоцна, па во меѓувреме, затоа ги имаме овие фотографии, ова е дел од настапот, станува збор за еден сериозен фестивал, иако е јуниорски, нели за млади изведувачи до 16 години мислам? Да, до 15, до 16. До 15. Видов на... Чекај да покажеме оваа плакета, ќе ја заборавевме. Ова го освои Тамара на фестивалот Санремо во Италија. Искрено очекуваше ли, нели веќе една победа е самото тоа што... вака е право. Една победа е самото тоа што беше во ние 25. Од сите многу илјадници пријавени, очекуваше ли дека ќе го освоиш третото место? Па, може така да се каже, бидејќи многу сум задоволна од мојот настап, се испадна убаво, бидејќи се спремавме многу долго и се испадна така како што очекував. Одлично. Требаше ли посебно спремање за таму? Па да, требаше посебно спремање. И како се подготвуваше ти? Па, како што кажав, се подготвував со оваата професорка по пеење. Патуваше постојано кај Скопје или онлайн? Повеќето онлайн, но бевме и неколку пати таму да ја снимиме студиски песната, да видиме како тоа се ќе звучи во живо. Се ми кажуваше некои техники за пеење, како да пренесам таа емоција кон публиката и да. Интересно. Се на се, значи, ти беше едно прекрасно искуство. Ќе ни раскажеш повеќе за патувањето, за како се поминавте таму, што и како правевте, самата организација на самиот фестивал? Организацијата беше многу убава. Италијанците знаат да направат преубава организација секоја година. Многу беше убаво искуството. Правивме и проби таму. Патувањето беше малце напорно, но сето тоа вредеше. Имавме и парада која се одржи на 28-ми, 2 дена после финалето. Секој се представуваше својата земја со своето знаме, шетавме низ градот, имавме и можност да посетиме прубави места во Санремо и бевме и во Монте Карло, кој е град кој се наоѓаше 30 км подалеку од Санремо, навистина прубаво место. Направивме неколку фотографии, навистина беше убаво. Прекрасно. Вака како те слушам, посакувам некако да одиме таму одма. Ми кажа дека ова ти беше буквално втора Евровизија, ако може така слободно да кажеме. Ова што во моментов го гледаме е првата Евровизија, односно онаа година кога Тамара Груевска ја представуваше Македонија на официјалниот детски, односно јуниорски Евросонг. Па предлагам да го видиме овој мојкен настап и да се вратиме во студио. Сцената, ова е евровизиската сцена, она на Санремо јуниор и самата денеска ни споделува импресии. Прошетавте и Палермо, и натаму Италија. Прв пат беше во Италија? Да, прв пат. И како ја доживеа? Обично, нели, Италија така е еден убав поим кој што го гледаме на спотови, на филмови и така натаму. Како ти лично ја доживеа Италија? Беве и музиката таму? Како уметник? Многу убав. Италија е многу убава држава, секогаш сум сакала да посетам Италија и многу бев среќна дека Санремо се одржуваше баш во Италија, во градот Санремо, преубав град. Музиката многу е убава, италијанците многу убави организатори се и сето тоа го организираа многу убаво. Ти се допадна како сето тоа изгледаше, како сето тоа звучеше, беше координирано во позадина? Многу убаво звучеше. Подготовките беа многу убави. А во која сала се одржуваше? Во салата Аристо. Аха. Преубава сала. Тоа имаше повеќе од 3000 публика, ако не се лажам, нели? Да, имаше многу голем број публика, на 3000, но имаше и уште многу повеќе во живо кои го следеа настапот на малите екрани. Така да многу беше убаво искуството, чувството да се пее со камерен оркестар, бидејќи поразлично искуството да се пее со камерен оркестар.
бидејќи звучи поприродно и сега пак имам можност да пеам со камерен оркестар, бидејќи следен мој настап е на Musicland во август, но со камерен оркестар. Кај ќе биде Musicland? Во Охрид. Во Охрид ќе биде, но финалето ќе биде во Битола. Аха, одлично. И минатата година. И директорот на фестивалот е Тони Алексовски, така да многу сум му благодарна. Многу ме интересира, каде имаше повеќе трема, на Евровизија или на Санремо? Па, може да се некако каже... и двете се Евровизија на некој начин, буквално. Па, може би на Евровизија секако, бидејќи тоа ми беше прв настап на таква голема сцена, пред толку многу голем број публика. Но стекнав многу големо искуство од Евровизија. Ете, може да се каже, после детската Евровизија, мојот настап е се подобар и подобар. Се чувствувам многу поопуштено кога настапив на Санремо. Бев поспремна, може да се каже, бидејќи ете, големо искуството беше таму, на детската Евровизија, многу понапорно и но ето така, се убаво испадна. Се беше супер, имавте проби и сето тоа функционираше безпрекорно, предпоставувам. И проби имаше, се подготвувавме. И неколку месеци пред настап. Така, тоа беа италијански музичари кои што беа на сцената? Оркестарот? Да, оркестарот беа италијанци, но еден од најдобриот оркестар во Европа. Навистина многу убаво звучеа. Научи ли нешто и на италијански? си черта. Па повеќе со учесниците вака комунициравме на англиски, но ете може да се каже нешто научив на италијански. Така, што ќе ти остане во сеќавање од настапот таму, од оние прошетки, заеднички дружби? Со кого можеби најмногу се сближи од надпреварувачите? Па имаше многу беа сите квалитетни, добри беа со мене и сите беа се дружевме со сите учесници, можеби со Австралија, со Аргентина и уште многу. Шетавме низ Санремо заедно. После настапот, после додувањето на наградите, кој беше на 29-ти, бевме вечерта, имавме мала забава во хотелот, така да многу беше убаво. Како беше таа забава? Нешто караоке? Како караоке, да, пеевме песни. Добро. И останавме до утринските часови. Вау! Тоа беше од како заврши фестивалот, нели? Како успеавте да стигнете до микрофонот, со глед на тоа дека сите сте одлични пејачи и изведувачи на самото караоке? Па, ете така. Беше тепачка за песна или? Па, сите поред така пеевме по една песна, по две-три песни уствари, и многу беше убаво. Супер. Што има одпети? Да не одпенеш ти на македонски? Па, на македонски одпеав една песна, но повеќето пеев на англиски, за да ги знаат сите да пееме заедно. И сите пеевме заедно, сите учесници. Во еден глас. Да, во еден глас. Сигурно тоа било онака буквално еден убав празник. Од италијанската храна има нешто што ти остави посебен впечаток? Пробав италијански сладолед, можеби? Да, јадевме после финалето. Сите бевме на сладолед да јадеме, бидејќи он е нивен традиционален. Бевме попуштени, да. Многу убав сладолед. Имаше прубави италијански јадења во Санремо. И јадењето ми остави еден голем впечаток. Паста, пица, сигурно. Да. Ми се прија да сега да ти кажам. Ја доживеа Италија како што ни ја представуваат на екраните? Да, исто како што ја представуваат на екраните, така исто ја доживеав и таму. Одлично. Многу беше убаво. Супер. Твојот настап ќе го видиме во некој од следните изданија поради некој технички проблем кој што во моментов не може да го решиме, но како и да е, сите овие слики мислам дека и тоа како доволно зборуваат за твојот одличен настап таму. После Италија и Санремо, како уште една исполнета твоја остварена желба, што е следното што го планираш, каде е следниот настап? Се подготвуваме сега
и работиме со полна пареја сега за следен настап во Естонија на Tallinn Voice, кој што ќе се одржи од 1 мај до 5. Што е сега многу брзо. Да, сега многу брзо. И ќе се представам со 2 песни. Многу мислам дека искуството таму исто ќе биде многу убаво. Потоа исто како што кажав на Musicland, поуштем на многу интернационални фестивали. Ова година ќе имам уште 2 нови песни. Едната песна ќе биде сега наскоро, а другата ќе биде во септември или октомври. И тие песни ќе бидат од мојата професорка Андријана Јанеска. Значи супер се кликнат со Андријана, нели? Што се продолжува веќе во насока на песни. Ќе споменеме и за нив, но претходно ме интересира за Талин, каков е концептот на овој фестивал, дали е слично како Сан Ремо, се пријавувате па ве бираат или? Па да, се пријавуваме и не бираат. Сличен е концептот како и Сан Ремо, исто така ќе се пее во живо. Едниот ден, значи во еден ден ќе се пее едната песна од Сабајле, после другата песна по навечер. Да. Колку учесници ќе бидете? Па мислам ќе има 20. Ќе има 20 на сигурно. Исто ќе биде интернационален, нели ширум светот. Тешко беше да се влезе во оваа конкуренција? Па да, исто има конкуренција голема на овој фестивал. Сепак се пријавуваат од различни земји, така да. Кои песни пак ќе ги пееш таму? Па или не би се откривало сега? Не би се откривало сега, но исто така песни балади кои ги слушам. А со истите песни и учествуваш во самата она аудиција или не? Па на некои фестивали со истите песни, ете на Сан Ремо со истата песна треба. Тука е исто е така или не? Да. Исто. Мислам исто. Добро, тогаш да не те прашувам кои песни ги испрати на аудицијата, за да не откриеме. Има ли сцена која што после сите овие искуства би ти представувала некоја дополнителна трема, ме интересира? Или некако толку се навикна на тие јавни настапи, со оглед на колку години имаш сега? 14 години. 14 години. До 14 години ти имаш неколку сериозни сцени веќе испробано и таа успешно испробано. Има ли некаде каде што мислиш дека би имала поголема трема? На некој иден настапи? Да. Па може или здравје за возрастна Евровизија? Па може би ете за возрастна Евровизија, исто така сакам и на возрастниот Сан Ремо да пеам, бидејќи сигурна сум дека искуството таму е уште поубаво. И може би ете таму ќе имам малце трема, но сето тоа е нормално, но ете да дојдам до тој момент сепак треба да се трудам и да вежбам, така да без труд и вежбање не може да се постигне ништо, да. Так. Знае ли некојаш да биде напорно? Нели образованието дополнително музичко, часови дополнително, вежбање и така натаму. Како се координираш со време и колку имаш енергија за сето тоа? Па може би мајте малце да биде напорно, сепак 3-4 пати пеам во денот, вежбам со Андријана Јанеска, но сепак тоа не ми представува многу голем проблем, бидејќи тоа е се го правам со љубов. И обично пееш Сабајле попладне. Кога најдобро пееш? Па повеќето навечер вежбам, бидејќи ете како да кажем повеќе сум глас ми е по распеан, не знам. Така, тоа има врска, обично викаат не ми е распеан гласот и не можам толку да пеам високо и така натаму. Тоа има вежби кои што се прават пред самиот настап. Има неколку вежби кои се прават за да можеш да бидеш убаво распеан, да испееш убаво на настапот. Така. Да. Дали Витни Хјустон ти е се уште? Онака број 1. Па Уитни Хјустон ете секогаш ќе биде број 1. Ете таа пеачка од мала ја слушам, ги слушам нејзините песни, но ете имам и се и повеќе други пеачи кои ги слушам од македонската естрада и следам нивни песни, така да ете вежбам и некои песни од нив. Така, од сегашна перспектива би учествувала повторно на детската Евровизија? Па да, секако многу беше убаво искуство, така да ако би имала прилика ми сакала пак.
Така, што е најважно за успех? Еве, што ти се покажува досега во текот на овие години додека си на музичката сцена? Кои работи треба да ги исполнува еден артист за да успешно се покажува пред јавност и успешно поминува неговата приказна? Па треба да се труди, како што кажам, да вежба повеќе, бидејќи без труд и вежбање не се постигнува ништо, така да треба да сака музиката, да прави, да пее. Секој пеач ја сака музиката, слуша многу различни жанрови на музика, така да секој треба да слуша музика. Тоа мора да се слуша, нели, секаков тип за, како велат, да процениш на крај што е добро, а што не е. Во која насока ќе бидат твоите нови песни кои што ги планираш со Андријана? Мислам дека ќе бидат балади, ако... Да, балади ќе бидат, како изненатите песни. Па може се каже... Или при крај се, уште работиме на нив. Добро. Последната песна беше Насмевни се? Да, само Насмевни се беше. Само Насмевни се. Тоа е еден твој убав авторски проект. Ја погледнеме некаде сега при крајот на денешната емисија. Задоволна си од тоа како поминува кон публиката, на каква слушаност најде? Па има доста позитивни коментари од публиката. Ете им благодарам на поддршката која ми ја даваат. Има доста позитивни коментари кои ми ја даваат публиката. Тоа е најважно, нели? Да се нервираш ако некој нешто искоментира? Па не, тоа не ми се представува проблем. Сепак тоа ми дава мотив да продолжам напред. Така, кои се најголемите лекции кои што еве од Андријана Јаневска, како еден искусен музичар, вокалист, настапувач, обично ти ги дава? Па ете, да никогаш да не се откажувам од музиката, да продолжам напред, бидејќи да се биде пеач е тешка работа, но многу е убаво. Така да ми дава мотив да продолжам напред, секогаш ме поддржува и тука е за мене. Одлично, многу ми е драго што е така. Најважно е нели да имаш таа поддршка, а и веројатно за тебе е една огромна чест да работи буквално со таков артист. Освен оние планови кои што ги споменавме за настапите, што приватно, иако и ова е приватно, меѓутоа што приватно си посакуваш во периодов што следи да ти се случува? Наоѓаш ли време за други работи освен за музика? Па, ете, го поминувам денот во дружење, прошетка низ градот, може би некогаш и учење. И учење секако, сепак од многу обврски кои ги имам, него заборавам и школото. Секогаш се трудам да имам добри оценки. Така. Многу ти благодарам за денешното твое гостување, да се гледаме зубави работи, со уште многу вакви награди да ни доаѓаш во студио и ги очекуваме новите песни, баш ме интересира. Благодарам. Ете така. За крај ќе одиме со твоја музика се разбира. Уживајте во денот. Ова беше Тамара Груевска, уште една македонска гордост. Утре ќе имаме Адреналин, човек кој што 25 години стои зад воланот, замислете. Ќе биде тоа интересен разговор, но во ми увераме, останете на сител и уживајте.